На премиерот Зоран Заев му стана интересни новинарските прашања зошто Македонија се уште го нема датумот за старт на преговори со Европската Унија, кој повеќе пати беше ветен токму од него. Порачува дека Македонија го добила датумот, направила се и била наградена од Европската Унија. За гласање одлука за почеток на преговорите. И тоа е добиено. Што не беше добиено од 2005 година навам. Сепак фактичката состојба е друга. Македонија доби студен европски туж во Словенија, а тој туж се нови барања од Бугарија и нови услови од Франција, кои уште повеќе оддалечуваат од процесот на евроинтеграција. Сепак Заев порачува дека не смееме да ги омаловажуваме досегашните успеси. Премиере, прв пат на 26 јуни 2018 година кажавте дека Македонија добила датум, тоест објавивте селфи од авион. Потоа уште неколку пати кажавте дека Македонија добила датум за старт на преговори со Европската Унија. За вчера да кажете дека сте разочаран од Румен Радев, бидејќи немаме датум. Кога Македонија конечно ќе го има тој датум? Колку сте интересни со овие прашањата. Успесите се големи и не треба никој од нас да ги омаловажува, да не им дава доволна важност. Секако, секој нов чекор за нас е огромна придобивка и треба да биде огромна придобивка, како што ќе биде отварањето и совладувањето на секое поглавје. Околу новите услови кои пред се ги постави Франција представуваат пречка на патот кон Европската Унија. Заев вели биле прецизирање на процесот на проширување, се заблагодарува што тие штителе Унијата. Никогаш не сум ги видел вака настојчиви, штитејќи ја, борејќи се за Европската Унија пред се. Затоа што Европската Унија мора да испорачи. Декларацијата вчера која што е освоена, благодарни сме. Стварно е прецизна, зборува за проширувањето со сите детали. Министерот за надворешни работи Бујар Османи беше запрашан дали ќе бараат македонците да бидат вметнати во бугарскиот устав, како што тоа го бараат бугарите, односно тие да бидат внесени во нашиот устав. Вели ќе го исполнеле барањето на Софија, но ние не можеме да го бараме истото. Исто така вината што Македонија нема датум за старт на преговори ја префрли кон Брисел, велејќи дека морале да создадат појасна предвидливост за проширувањето. Дипломатијата и дипломатските успеси не се тркаат на 100 метри. Тоа е маратон, на кој што маратон во кој што се појавуваат комплексни пречки на патот. Воопшто не ја оправдувам оваа спорост на Европската Унија да создаде појасна предвидливост во процесот. Бидејќи очигледно ние се движиме на работ на кредибилитетот на процесот. А кредибилитетот е најсилната енергија која што го движи овој регион напред. Кога е Бугарија во прашање од македонската влада порачуваат дека разговорите продолжуваат, а кога може да го очекуваме датумот за старт на преговори, одговор нема.